Почитувани сограѓани, дами и господа, малечки принцови и принцези, Супер Звезда продолжува. Јас ви ветев денеска многу интересен гостин во Супер Звезда и веднаш до мене се наоѓа дечката која што е многу обожавана ширум Македонија и не само во Македонија, не ја сакаат и во земјите кои што се наоѓаат околу Македонија. Она е една од нашите најголеми звезди на естрадата, дами и господа, да ги кажеме здраво на Ребека. Здраво, Ребека! Здраво! Ајде, Супер Звезди, здраво! Како се чувствуваш, Ребека, со волку многу дечиња? Супер, стално со дечиња убаво се чувствувам. Одма минусирам неколку години, се адаптирам на атмосфера максимално. Исто како да имаш 12. Па толку имам. А да, па толку имаше, Ребека, 12 и пол беше некаде од прилика. Драги гледачи, дозволете да кажам, да објаснам за сите вас. Супер Звезда соработувала, значи, со многу пејачи, со многу пејачки во изминато време. Некои не одбивале, некои доаѓале. Секогаш Ребека е таа која што ниту еднаш не нема одбиено во ниту еден момент, затоа многу се ја сакам и сега веднаш ќе си ја гушнеме и ќе си ја бациме. Ајде гушкање и бацување. Брзо рипаме, гушкаме и бацуваме. Фала и многу на Ребека и вистински сето тоа што Ребека го направи за нас овие неколку години назад покажа дека таа многу ги сака децата. Значи тоа извира директно од тебе. Многу ги сакам, чекај само малце понекогаш, така многу. Многу знаат и тие да те сакаат. Сакам децата, стварно ги сакам децата, затоа што се најискрени обожаватели. Буквално кај нив нема трте мрте, нема циле миле, нема лице, нема маски. Се е тука искрено и нормално, дека ги сакам. Тука до нас седи, значи, една кукличка што по некоја случајност на Ребека и се паѓа внука, односно на тебе, Кјара, ова овде женска до нас се паѓа шо? Тетка. Ајде да видиме како ја бацуваш ти тета. Ете, дали секогаш вие вака се бацувате тета? И многу поише од тоа. Многу повеќе од тоа. Браво ти. Тие си живеете заедно? Па живеевме заедно до пред неколку месеци. Неколку месеци бевте, значи, во ист стан, заедно со Кјара, бевте секој ден заедно? Бевме секој ден заедно. Кога беше помала, Кјара многу често знаеше да се разбуди рано се бајре 7:30, а јас да си легнам касно и да ме разбуди. Јас секогаш си легнувам секогаш се будам во 8. Во 8 и колку сати се јавуваш на тета? Од 8 до 9, некаде тоа. Браво! Ај сега вака, јас би го почнал интервју овдека со Кјара. Да прашам, каква е твојата тета? Добре. Вака од прва рака. Не е лоша ич? Не. Дали она ти кажува убави работи? Да. Дали ти кажува приказни пред спиење? Да. А дали, например, некојаш тета тебе ти пее песнички? Ти пеела? Дали ти пееш на тета песнички? Браво. Кажи ми вака, дали знаеш некои работи кои се омилени на тета? Кој е нејзиното омилено јадење? Дали тета знае кој е најомиленото јадење на Кјара? Јас знам кој е најомиленото јадење на Кјара и мислам дека има многу јадења кои се омилени. Смоки столби некој таму, нели беа такви? Добро, смоки, сокчиња многу пие и јаде корнфлекс, исто, знам дека и тоа сака. Што друго сака? Не јаде месо, тоа уопште не ќе да виде. Јадеш сега? Јадеш пројаде месо? Јадам риба и кјуфтиња. И кјуфтиња јадеш? Тоа јаде само од месо, иначе не е многу голем јадач, ама јувки многу јаде. Баба и која ќе ги направи, многу сака јувки. Може би Кјара не е голем јадач, но јас која бев кај вас дома на гости видов дека Кјара е многу добар скокач. Она скока по цел ден низ дома. Секогаш е толку развеселена, поможена. Секогаш нон-стоп сака да е во центар на внимание и не може да дојде некој, а таа да не му приреди шоу. Значи игра, скока, шити, емитира пејачи, мислам, ненормално. Као да има некој моторче вградено во неја и тоа е нон-стоп по цел ден. На кои песни игра Кјара? На Супер Звезда. Песни за Супер Звезда. Јас, почитувани гледачи, пев, значи, кај внуката и тетката дома заедно и вистински имав 2 часа таков шоу како што не сум видел никогаш до сега. Во некој од следните прилики Кјара ќе земе камерата да те покажеме дома каква си ти и шо правиш, да видат луѓето и да се чудат надвор. Не ти доаѓаат комшиите горе да се пунат? Не. Значи, добри се комшии, дај да им пратиме бакнежа што се добри, никогаш не се попуниле за толку многу галама колку што им према. Секогаш слушаш толку гласна музика? Браво. Сега, ние имаме, Ребека, овде многу прашања за тебе. И не знаме да почнеме еден, например, од Илина. Илина, кој е твоето прашање, Злато? Сакам да прашам Ребека колку години се занимава со пеењето.
Ребека, значи колку години ти се занимаваш со пење? Јас паметам, тоа беше бога ми одамна, али ајде попрецизно да ми кажеш ти. Многу одамна, имав некои паузи, меѓутоа пеам веќе 16 години. Инаку, онака активно, значи постојано, со нови песни, нови албуми од 96-та година. Од 1996 година, кој е многу интересно да кажеме за гледачите дека јас и Ребека се познаваме од нашето основно училиште. Да, и иначе јас го познам Дарко како, мислам, тогаш беше многу немирно дете, еве сега да кажам вака пред сите, да знаете. Правеше многу бели во училиште и сите го знаевме. По белите немаше човек што не го знае Дарко Мијалковски, иначе. А од тогаш бев јас многу популарен и немаше ден по едно 5-6 пати да не ме прочитаат мене на разглас. Имавме разглас. Така, имавме разглас во школа, не знам сега дали има разглас во училиштава, и ни пуштаа музика и од време на време ќе кажат денеска Дарко Мијалковски направи тоа и тоа и ние, пак Дарко. И више после не ни слушавме што зборат, мислам, затоа што тоа беше секојдневие. Иако морам да кажам дека и тебе 2-3 пати ти имаше на разглас, али за разлика од мене тебе секогаш те фалеа. Леле, Даре, сега ми е глупо што ти скритикува. Ако, но сепак тоа беше вистински така. Вистина беше така. Добро, сепак такви сме биле кога бевме деца, јас бев немирен, Ребека беше мирно дете. Многу мирна, бев многу страмежлива и бев нешто слично како и оние две дечиња тамо што седат и кјутев, не изборев многу. Еден збор, еден дукат, нели така викаат, али дома претежно, надвор пред зграда, многу сакав да раскажувам приказни и многу сакав исто како Кјара да имитирам пејачи, да играм, измислував филмови, значи обично сите деца сакаат да гледаат страшни филмови, хорор, ама сите се плашат да ги гледаат, нели? Од една страна сакаат да гледаат, од друга страна има страх, нели? Јас стално им кажував страшни филмови кои всушност и не постоја. Мислам, јас си ги измислував. Еден филм, хорор, мој филм, мислам, јас бев режисер и сценарист, се викаше Испи го чајот. А во чајот имаше цијанид. Или некој друг отров со 3 мртвачки глави, да рече, Ребека, такви филмови правеше ти? Да. Сепак добро, си била тогаш креативно, но на друго поле. Убаво што почна да пееш песни, убаво, ја мислам дека... Среќа. Среќа што почна Ребека да пее песни, а не почна да се бави со кулинарство и да припрема чај. Дали тета ти направила последно време тебе чај? Да. Добар беше чајот? Се сменила тета на подобро да покне, браво. Супер, јас предлагам да направиме мала пауза, а потоа, почитувани гледачи, продолжуваме со разговорот, ќе одиме понатаму. Ексклузивното интервју на Суперзвездите заедно со Ребека продолжува. Ива е наред да го постави своето прашање. Ива, прашањето твое до Ребека како гласи? Дали Ребека има дечко? Колку убаво прашање. Дали Ребека стварно има дечко? Стварно, на вистински, не клобајаги. А еве Кјара ми суфлира. Да, Мики. Има и се вика Мики. А дали Мики е добар дечко? А, ти го знаеш ли, Кјара? Го сакаш ли ти Мики? Заслужува ли Мики ние сега да му пратиме овде многу пакнеш? Ајде да му пратиме пакнеш и на прекрасниот Мики. Јас го знам дечкото на Ребека. Мики и вистински ќе потврдам дека е многу добар дечко. Да бев женско и јас ќе го бркав него низ град. Колку време е Ребека со Мики? Подамно, многу добро. Многу давно, браво. За дали Ребека усуштина се сеќава на својата прва љубов од времето кога била малечка? Како не, имав и симпатија, прва љубов, онака баш љубов, да мислам, сакање до толку што му посветив 3 тетрадки. Уцртавме, му пишувавме песни. Срценца, песнички, му ги пишував и домашните дури. Ау, каква љубов била тоа? Ја немав таква љубов, бара, па не да. Така да, тој дечко се викаше Сашко и иначе познат многу како Пујо. Јас го познавам. Учевме заедно и така јас му бев најдобра другарка. И суштина никош не му кажав дека сум заљубена во него. Тебе всеки има шанса да гледа Суперзвезде да познае. Поздрави за Пуја. Да ни е жив и здрав. Супер, благодариме Ребека. Марија има прашање. Имаш Марија? Да. Повели тоа. Дали Ребека спортува нешто? Ајде сега да видиме дали Ребека спортува. Вака, јас во последно време морам да признам дека имав многу работа, имав многу настапи, снимања, гостувања надвор и немав многу време да спортувам. Меѓутоа, обично секогаш дома од
са бајле, значи наутро знам да си направам стомачни вежби, значи да се размрдам. Сега кога ќе се стопли, значи од април месец па до октомври се возам ролерки во парк и тоа секој втор ден, можеби некогаш и почесто. Браво, значи ти некаде 5-6 месеци заедно со Кјара возите ролерки? Јас возам ролерки и Кјара вози ролерки, понекогаш се стркаваме на пола пат, зашто ја многу брзо возам, а Кјара уште побрзо од мене вози, така да не можам да ја стигнам. Дали те фатила полиција на радар за брзо возење ролерки, нешто, некоја казна? Не ме фатила, за среќа уште не. Има такви полицајци што фаќаат на ролерки? На ролерки со радар, так, и викаат чекај, како вака ти 95 км на сат низ град со ролерки, каде е дозволено 60, а? Дали има некој хоби, Ребека? Хоби, не останува многу време за хоби, ама искрено сакам да гледам многу филмови. И секое слободно време го користам за гледање филмови, нормално за слушање музика. Многу дечиња сакаат кога ќе пораснат да бидат како Ребека. Тоа, впрочем, е и поводот за кој што денеска те поканивме да бидеш со нас. Како Ребека со неколку зборови би се опишала себе си. Која е Ребека, каква е Ребека, што е во суштина Ребека? Па, вака, Ребека е истото онаа што беше од пред 16 години, значи кога почна да пее. И мислам дека сум онака едно големо дете и дека сум голем другар, дека сум многу совесна, многу концизна кога работам нешто, се сакам до крај да се завршам, не сакам ништо да ми остане за утре ако треба денес нели да се заврши. Перфекционистички да некаде. Перфекционистички, да. И не знам, мислам има и други работи убави сигурно што можам да ги кажам за себе, но мене ми е непријатно и така да еве Кјара ќе ја прашаме што највише се свија кај мене. Што најмногу Кјара ти се допаѓа кај твојата Ребека? Столчето што е желка. Има столче како желка? Да. Браво, видиш колку е она креативна. Ти дава да седиш таму? И си играте заедно двете? Не, кога гледам Хари Потер. Ако гледаш Хари Потер, дали гледате заедно со тета? Да. Браво, си таа гледа Хари Потер? Да. Стварно, ма нема, јас не можам да верувам. Тета гледа Хари Потер? Да. Гледа ли Ребека Хари Потер? Гледа Хари Потер, Ребека? Ма како не, сите ги имам, дури си ги купив дома во колекција, ги имам 1, 2 и 3. Ти благодарам. Бидејќи јас Ребека ја познавам подолго време, драги гледачи, ќе ви кажам дека Ребека има прекрасни особини, многу такви, но еве вака, кога би требало да одвоам некој би кажал дека е премногу вредна, затоа и многу ја сакам и почитувам и е многу искрена и страшно одговорна. Тоа е една работа која што јас ја немав порано, ама почнав да ја учам од луѓе како тебе. Така. И се немавме одамна видено со Дарко и му пуштив еднаш порака, така беше, и му напишав, те молам само да бидеш одговорен. И вика, да, сега сум многу одговорен и се потврди тоа точно како што се договоривме, така беше и тука нема спор. Сега исто Дарко е многу одговорен човек. Страшно одговорен, дури не ми се верува. Не можам ни ја да се познавам. Истиот Дарко. А не ме познаваат ни дома, кога звонам на врата ме гледаат и викаат, дечко, извини, кој си ти? Да пукне. Супер. Одиме сега со следното прашање. Антоанета, имаш ти прашање? Да. Јас сакам да ја прашам Ребека, кој е нејзиниот идол? Дали имаш, Ребека, некаков идол? Дали има некој од кого учиш? Некого како кој што сакаш ти да бидеш во животот? Никогаш не сум имала идол. Значи, еден човек да ми е идол. Секојаш сум земала од многу луѓе, значи, по нешто што ми се допаѓа. Да речеме на еден начин и мајка ми е идол. Идол ми се некои карактеристики на некои големи светски пејачи, кај некој ми се допаѓа гласот, кај некој музиката што ја пее, односно што изведува, што ја свири. Кај некои луѓе многу малку работи можеби другите ги забележуваат, пошто тие не се јавни личности, меѓутоа мене ми се идоли, затоа што се многу паметни, затоа што успеале многу во животот, затоа што се храбри, направиле нешто што другите луѓе се плашат да го направат. Така да немам баш еден човек кој ми е идол. Благодарам. Јас мислам дека е право место и вистински момент сега да направиме уште една пауза, одиме да одмориме, одмараме ние, одмарате вие. Се враќаме по дојдеме уште многу работи да те испрашаме, Ребека. Подготвена? Тука сум. Одиме во следниот напад за неколку минути, се враќаме овде.
Нашата една единствена, најдобра, најсакана и најпрекрасна Ребека. Се враќаме во интервју заедно со неа. Меги има супер прашање. Сама ти текна прашањето, Меги? Да. Како е значи прашањето? Дали Кјара ти ги користи шминките? Може ли претходно јас да те прашам тебе, Меги, дали ти на мама ги користиш шминките? Па да. Од тамо ти дојде идеја за вакво прашање? Да. Супер ти идејата. Ајде да видиме сега што ќе каже Ребека. Дали Кјара ги користи шминките? Па нормално, како можам јас сама да се шминкам, тоа мора све да се провери. Кармини кои се пред крај обавезно одат кај Кјара. Така ти е тамо. Да, сите се кај Кјара, обично сјаеви за уста и розови кармини, тоа најмногу сака. И римел, така? Редовно се шминкаш, Кјара? Секогаш. Од колку години почна да се шминкаш, Кјара? Малку. Да, а кажи ми ти, Кјара, например, кога ќе пораснеш, што сакаш да бидеш? Не си ми кажала никогаш. Јас се ми само решил да бидам доктор. Сакаш да бидеш докторка, браво, да. Прашаме тетка ти, значи, кога ќе порасне, она што сака да биде? Јас кога ќе пораснам сакам да бидам дете. Најубавата желба, браво, Ребека, супер. Имаме уште, значи, прашање. Матеја, кој беше твоето прашање, кукло? Нали ја слуша Руслана? Така. Дали ја слушаш, значи, Ребека, Руслана и каква музика слушаш? Па има, да, нешто што ми се допаѓа, например, ова што го испеа на Евровизија, мене ми беше фаворит. Инаку, другите песни не ги знам, а слушам музика секаква, значи поп, рок, музика, ги сакам и новите песни. Најчесто слушам музика која е така посмирена, се вика chill out музика. Значи, зависи од расположение. Некојаш знам да си откачам онака да си играм заедно со Кјара, значи некоја ритмички брза музика и така. А Ребека слуша и супер звезда музика? Ба слушам нормално. Тука сум секој ден кога одите вие на телевизија со вашата емисија и Кјара обично ми пушта до даска и мислам тука нема, а сите слушаме дома супер звезда музика. Нема бегање, нема мрдање. Мене ми интересира дали Ребека само пее или пишува песни. Јас пеам, меѓутоа на голем дел од моите песни сум автор на моите текстови. Знаеме дека Ребека пишува текстови, Ребека не пишува музика. Не сум се обидела до сега, иако имам два обиди, мислам кои јас само си ги знам, дома ми се снимени, али не сум се осмелила да ги снимам, значи да направам аранжман за нив се уште. Дали Ребека пишува само за себе или некогаш пишала тексти за некој друг? Да, сум напишала текст за друг. Сум напишала за една девојка која имаше само една песна, инаку Марија се вика девојката, се појави со спот и со песна, а имам и за Кјара песна напишана. И за Кјара, можеби следната година на следниот фестивал Супер звезда Кјара ќе ни пее песна токму напишана од нејзината тетка. Може тоа да се случи? Па може. Кјара почна да компонира од оваа година и го напиша текстот за песната Роден ден. Тоа сакав да кажам. Уствари, јас ја седнав Кјара и ја прашав Кјара што има за роден ден. Ја пуштивме песната и Кјара буквално во неколку пати пуштање на песната, она сама си го направи текстот, се измислуваше, значи како одеше песната, што тоа обично го прави и на други песни, си става своји текстови, така да само малце јас тука помогнав, коригирав некои работи. Се запиша на хартија. Тоа беше нејзин текст, дефинитивно. Кјара стана автор на нејзини колку години? На 6. На 6 години. Браво бе, Кјара, бе, супер. Значи до година ќе чекам тето да ја напише на Кјара, а Кјара до година ќе пишува за мене песна. Ако се договорите, многу е скапа. Добро, ќе се договориме, знам како ќе платиме со колачи и тоа омилените колачи на Кјара. Одлично, дали Јована има некој прашање, Злата? Да. Како е твоето прашање, Јована, повели? Дали е убаво да бидеш пеачка? Ето така, и Јована пее, и Кјара пее, и Меги е тука до мене што пее. Имаме, значи, многу пеачи во Супер звезда. Сите кога ќе пораснеме, сакаме да станеме нешто, многу дечиња сакаат да бидат пеачи. Дали е убаво да се биде пеач, Ребека? Многу е убаво да се биде пеач, ако го сакаш тоа, значи ако од срце стварно сакаш да бидеш пеач, е супер. Многу работа има, исто како и секоја друга работа, значи нема само пеење на сцена и да се снимаш, него има вака интервјуа, па имаш интервјуа за весници, па многу треба да работиш, да бидеш вреден, ама се што се сака е убаво. Значи, ако сакаш да бидеш пеачка, ќе треба многу да работиш и да ги слушаш композиторите, текстопистите. Меѓутоа најмногу мама се разбира и тато. Значи ме интересира, Ребека, дали животот на една естрадна звезда е лесен, тежок, дали повеќе уживање или повеќе работа?
Па има и уживање нормално, меѓутоа повеќе работа. Колку часот наутро станува Ребека? Јас сум една необична девојка, значи која сама си ја води својата кариера. Јас морам да станам наутро рано, затоа што имам многу обврски, многу состаноци, работам на многу проекти. Значи покрај пењето имам и емисија, и пишувам колумни, сега го затварам албумот. Така да баш живеам 1000 на саат буквално и многу работам. Времето ти е исполнето од минута до минута? Од минута до минута и никогаш не ми е досадно. Не знам што е да се досадуваш. Кога имам слободно време, тогаш се гледам со моите пријатели кои се почесто ми се љутат затоа што немам време за нив. И гледам филмчиња. Многу сакам да гледам филмови. Тоа, немам време многу, стварно. Многу малку време ми останува. Некоја книга ќе прочитам пред да спијам, ама тоа, знаеш како е обично. Читам по 2-3 реда и готово. Мислам, тука ме фаќа сон и заспивам, да. Значи, иако е тешко, сепак, Ребека го работи тоа што вистински го сака. Така, тоа е најбитно од се. И, навистина, никогаш не сум се покајала за тоа што го работам. Многу ми е драго. Ајде сега да видиме, Нина има прашање. Нина, има едно прашање кое што ти сакаш да го поставиш на Ребека. Какво е твоето прашање, Нина? Дали Ребека има мобилен? Какво прашање? Дали Ребека има мобилен? Има Ребека мобилен, ама ваков немам со Барби и баш сакав да прашам од кај си го купила. Ево, значи овој мобилен со Барби, ќе ни каже сега, значи Нина каде го купи. Мама рече дека го купила, шо убав. А колку пати... Кажам на мама, ваков ми купи. Колку пати звони мобилниот на Ребека во тек на еден ден? Не знам многу. Кои се другарите и другарките на Ребека? Со кого Ребека се дружи? Па јас имам другари и другарки од основно училиште, ствари имам еден другар од градинка, уште. Да. Што вака малечки 4-5-6 години. 4-5 годинки и тој ми е најдобар другар. Се вика Игор. И инаку имам уште многу другари и другарки. За жал многу од нив и се надвор од Македонија. И нонстоп се допишувам, се слушаме на телефон, преку мејл се пишуваме пораки. Мислам, имам едно 7-8 другари кои стварно ми се другари многу години. Одиме понатаму со прашањата да видиме. Времето е кратко, многу прашања. Ива, твоето прашање до Ребека е која? Која песна највеќе се свиѓа на Ребека? Ребека, која песна најмногу значи ти се допаѓа? Многу песни ми се допаѓаат. Не можам да одвојам песна како песна, стално некоја нова ми се свија, пошто нонстоп искачат, нели, излегуваат многу нови песни. Така да имам некои што ми се омилени, ама ги имам многу и сега нема време тука си да ги наброиме. Ама еве во последно време да речеме слушам една песна преубава од филмот Гладиатор, една преубава тема. Таа ја слушам секој ден сабајле кога ќе станам последнава недела таа песна ја слушам. Ти ни ја препорачаш кога слушаме и ние. Добре, така. Сега пред крај сме никаде нашето интервју, ја молам Кјара да дојде овде, да видиме дали Кјара има некое прашање за незината најпрекрасна тетка на светот. Ајде да видиме, Кјарче злото. Што сакаш ти да ја прашаш тета, например? Јас сакам да ја прашам која шминка. Ајде да видиме, Ребека, кој тебе те шминка? Што е ова со шминкава? Да, Кјара е сега во таа фаза кога интересира тие работи. Дали Ребека сама се шминка или некој помага за твојот изглед? Па вака, од мене ме шминка еден дечко, да, ето, Кјара знае, Дадар, Александар, инаку многу често и сама се шминка. Значи Дадар помага за шминката, а за фризурата на Ребека? Сред. Мојот портпарол се ќе ви каже. Среден, браво. А каде се облекува Ребека, уште да кажеме? Па, зависи. Значи, многу често земам нешто од странство, затоа што многу патувам. Меѓутоа, кога сум во Скопје, некогаш шијам. Некогаш си купувам, а кога купувам, најчесто купувам во бутикот Култ во трговски центар. Сега, во кои работи, да кажеме за крај, Ребека ужива, а во кои не? Што е тоа што Ребека, например, не го сака? Не сакам непрецизни луѓе, значи она што е обратно од мене, многу ме нервира кога некој дава ветување и не го исполнува. Инаку
ме нервира, да речеме, начинот на кој што се однесуваат возачите во сообраќајот во Скопје. Јас Тоа страшно ме нервира. исто се апсолутно мислиме потполно исти работи. Се согласувам со тоа. Драго ми е, впрочем, и многу ме нервира кога некој фрла отпад по улици. Или од прозор цели Или од кеси. прозор, така, еднаш дури и се качив горе, така, во еден стан и ми ја вратив кесот. Се извинувам, нова вам ви падна танк на врата. Така им направи? Баш така. Што е тоа што Ребека го сака? Па сакам, многу сакам искрени, значи луѓе кои што се помалце ги има, сакам многу природа, цвеќиња, тоа многу сакам да шетам, да одам да планинарам, кога имам време стално тоа го правам. Многу сакам воопшто да патувам, никогаш не ми е тешко да си седнам у кола и да ми текне одам, нели, вамо таму, воопшто не има проблем, да се пакувам за 5 минути и одам. Исто така, многу сакам да си купувам гардероба, шминки, значи многу сакам да си одам во шопинг. И нормално, многу сакам да слушам музика додека возам, поготово, зашто исто така уживам да возам. И имам многу работи што сакам да ги правам. Новата Toyota што јас го приметив на повеќе. Да. Така. Да, благодарам Ребека. Уште за крај, која е твојата порака за дечињата, што се тие треба да прават за да бидат успешни, паметни, добри, вредни? И па вака, пред се треба да ги слушаат родителите, затоа што тие секако мислат најдобро. Потоа, мислам дека никогаш, ама баш никогаш, во животот да не си го напуштат својот сон. Значи, како Јована што сака да биде пејачка, нели? Значи, да си остане на таа идеја, иако тоа цело време додека е дете ја прати, кога ќе заврши основно, и кога ќе почне средно, да си биде пејачка. Да не слуша никој друг. Ама никој друг. Ќе успее. Ако сака, стварно ќе успее. Значи, тоа е многу битно, да бидат искрени, да си имаат своја цел, и да веруваат во себе, така. Затоа што се е можно, буквално се, може би не баш како во бајките, меѓутоа многу слично. Ти благодарам, Ребека, што беше денеска заедно со нас. Дечки, дали ви се допадна Ребека? Да. Дали ни кажуваше убави работи? Да. Беше интересна или досадна? Каква беше? Каква? Интересна, браво, ќе ја поканиме ли пак да биде наша гостинка во Супер Звезда? Да. Она секогаш доаѓала ќе те каниме повторно, Ребека. Ама овој пат ја прашувам, важи? Овој пат Ребека ќе прашува, ние ќе одговараме, важи? Да. Сега ќе удриме по една клоса или ќе си ја гушнеме за крај? Ја гушна. Кој ќе гушне Ребека, драги гледачи? Ова е спектакл, ова е невидена работа. Ви благодариме што бевте денеска заедно со нас во емисијата Супер Звезда. Заедно со нас беше и Ребека. Еве, ја гушкаме, ја сакаме, ова е невидена работа. Да им мафнеме на нашите гледачи и да им пратиме многу бакнежи. Се гледаме повторно заедно со вас, драги гледачи, следната сабота во 10 часот на канал 5 телевизија. А до тогаш бидете живи и здрави, слушате ги мама и тато. Ве поздравуваме, ве сакаме, ве гушкаме и ви мафтаме. Чао, 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 чао.